Почитувани пријатели, другари, соборци, драги мои независни, слободоумни и храбри луѓе, добро вечер до сите вас. Добро вечер и едно големо благодарам што и вечерва сте тука со нас, со кандидатите на независната граѓанска политичка опција, кога ако не сега. Во изминатиот период издржавме многу. Имаше и навреди, етикетирања, притисоци, понижувања, имаше се и сешто. Колку поостро одеа на нас, ние станувавме помногубројни. Колку пожестоко одеа на нас, ние станувавме уште посплотени и посилни. И денеска гледате, оваа сала не собира. Оваа сала е претесна да не собере. 1000 луѓе, убедени, горди, достоинствени, не плашејќи се да покажат дека не е се црно и бело, дека не е се сино и портокалово, дека има и нешто трето, нешто различно, нешто многу подобро, нешто што ветува, тоа сме ние, независните опција која ќе победи во Куманово на овие локални избори. Почитувани пријатели, во изминатите неколку месеци видовме ни што помина Република Македонија. Имавме класична забрана на слободно информирање, забрана на слободно вршење на професија, забрана на слободно изразување, нефункционирање на институциите, тепање на пратеници, бркање на новинари, улична демократија, бойкоти, уцени, исклучување од партии, видовме на кој начин се бранат партиските интереси, видовме како се жртвуваат општините за да се брани партискиот став, видовме како се блокира државата за да се штити партијата, видовме како ја понижува администрацијата, ја пишува на списоци, се заканува со откази и бркања. Епа доста е. Доста ни од непринципиелни коалиции, од непринципиелни лидери, од партии кои заборавија да го штитат народот, од партии кои заборавија на граѓаните. Го напуштија принципот на владење на правото. Никој нема за право да го понижува својот народ, кој за парче леп се определува за политичка партија, која ги надминува сите можни граници, која злоупотребува и казнува. Борејќи се, билдајќи се, равајќи се за нивните партиски позиции, не ни гледаат дека го стопира животот во Македонија, дека стопанството замира, дека банките се рестриктивни, дека парите застана, дека никој не инвестира, дека штетата за нашата земја е огромна. Ништо не ги интересира, само се грижат кој ќе триумфира, Бранко или Грујо. Драги пријатели, тоа во Куманово не поминува. Не поминува во Куманово. Сега има нова приказна во Куманово. Во Куманово тргна ново движење, кое честно, одговорно, транспарентно, искрено ќе го води овој град. Нема партии, нема лидери, нема централни раководства. Има само две работи: Куманово и кумановци. Политичката култура кај нашите граѓани го достигна тоа ниво и дека на 24 март ќе кажат не на овие автократски политички режими. Нивната определба ќе бидеме ние, кои не сакаме да се навраќаме назад, туку сакаме само напред, кон подобро утре за сите нас. Почитувани присутни, пред вас стоиме тука. Пред вас стојат луѓето кои се осмелија да се спротистават на два моćни политички блока,
да се спротивстават на нивните намери, кои ги газат интересите на граѓаните на Република Македонија и Куманово, само за да ги задоволат своите лични и партиски интереси. Тоа се луѓе кои се спротивставија на полтронството, стравот, безидејноста, нечестноста и ароганцијата која ги краси партиите. Да, почитувани граѓани, да, почитувани пријатели, за тоа треба само доверба, сила, храброст, убедување, цврстина. Сето тоа го имаме ние овде кои стоиме пред вас. Овие се кандидатите, луѓето што е бараат довербата од вас и довербата од граѓаните на општина Куманово на 24 март. Ако погледнете убаво, во нив ќе препознаете спојна младост, зрелост, искуство, енергија, знаење. Луѓе кои доаѓаме од различни професии, од различни вери и националности. Меѓу нив имаме и лекари, правници, инженери, економисти, професори, детективи, магистри, доктори на науки, пчелари, техничари, земјоделци. Имаме и христијани и муслимани. Меѓу нив има и македонци, срби, роми. Ова е нашето мултиетничко Куманово. Драги пријатели, дозволете ми уште еднаш со вас да споделам. Имавме и власт, но за жал, Мите, нашиот кум на нашиот слоган "Кт ако не ск", прерано изгуби оваа битка. Но Мите е дел од овие локални избори. Мите е идејниот творец на најдобриот слоган на било кои избори до сега во Македонија. Мите останува со нас и заеднички ќе оствариме оваа победа и ќе му ја посветиме сите заедно на Мите Николовски и неговото семејство. Мите го заслужи тоа. Почитувани пријатели, имаме знаење, имаме потенцијал, имаме визија, знаеме како. Изготвивме и програма која е реална, остварлива и ги отсликува потребите на граѓаните. Нуди решенија, овозможува развој, го поттикнува стопанството, а со тоа се надеваме дека ќе успееме да го поттикнеме и вработувањето во општина Куманово. Нашите намери се општинската администрација да ја издигнеме на највисоко професионално ниво, со воведување на системски реформи, со целосна имплементација на надлежностите добиени од процесот на децентрализацијата. Ќе работиме на воспоставување на услови за локален економски развој и привлекување на инвеститори. Максимално ќе делуваме кон руралниот развој, кон развој на напредување на сите форми на образованието, културата, спортот и рекреацијата. Ќе ги решаваме проблемите со градење на цврсти партнерства помеѓу локалната самоуправа, бизнис секторот и невладините организации во Куманово. И секогаш ќе го поставиме професионална соработка со институциите на централна власт, без разлика од кој политички блок произлегуваат, без инает, како и со сите представници на меѓународната заедница. Максимално ќе се посветиме кон потребите на своите граѓани, бидејќи тоа е во интерес на нашето Куманово. Нашата програма е креирана кон интензивна изградба на инфраструктурата и заокружување на системот канал, вода, асфалт и тротоар, решавање на сообраќајниот хаос во градот, ревидирање на сообраќајната студија и ревидирање на еднонасочниот сообраќај во центарот на градот. Изградба на јужна обиколница од Клучката кај Романовце до Добрашане, која ќе ги поврзе Тоде Мендол, Поток Серава, Барев Шабани, Билјановска и така натаму. Изградба
на североисточната обиколница од бензинската пумпа Сателит до земјоделското училиште Киро Бурнас и ќе го заокружиме прстенот околу Куманово. Ќе го пробиеме и булеварот Октомвриска револуција до автопатот. Но развиваме и проекти Куманово град со тротоари, зелени улици, убави паркови, изградба на нови објекти за училишта, градинки, мини площади со забавни содржини во населбите и сите села. Подршка на младинските центри во Куманово. Куманово инкубатор на спортисти. Подршка на социјални и ranjivi категории и формирање на центар на етничките заедници во Куманово. Имаме обемна, реална и остварлива програма, која е исклучиво одраз на барањата и потребите на граѓаните. Ние имаме желба и знаење и искуство тоа да го направиме, а граѓаните на Куманово тоа го заслужуваат. Почитувани пријатели, сограѓани, драги мои кумановци, денеска енергијата што вие чувствувате овде во оваа сала, мора да ја пренесеме до секој граѓанин на Куманово, до секој жител на секое населено место во нашата општина. Од Клечовце до Табановце, од Бавиндол до Уминдол, од Лопате до Градиште, и во Проевце, и во Добрашане, и во Бедиње, и во Режановце, и во Зелерит, и во Панче Пешев, Брсе Гојче и населба Карпош, Перо Чичо, Ајдучка Чешма, Иго Тричко и центар секаде. Сите да почувствуваат дека во Куманово доаѓа нова сила, доаѓаат независните. Во Куманово победуваме ние, луѓето кои што пред се борбени, храбри, доследни, честни и одговорни, луѓе кои го сакаат својот град, кои ќе му се посветат на својот град и на своите сограѓани. Кога ако не сега да ставиме крај на поделбите? Кога ако не сега Куманово без поделби? Кога ако не сега Куманово на сите? Доста му е на Куманово од поединци, групи и групички кои што се затворија во свој собствен круг и заборавија на народот, на обичниот човек. Да, ние ќе победиме во Куманово, затоа што ќе не гласаат